Охрид е македонскиот туристички центар и по декември ќе мора да ја добие грижата која што ја заслужува. Во нашиот план за живот во Македонија планираме стратегија за развој на активниот туризам. Стратегија која што ќе го врати и сјајот на Охрид, но и ќе го зачува неговото посебно културно богатство. Нашиот план за живот во Македонија значи дека главната цел ние младите од цела Македонија, вклучително и младите во Охрид, да одлучат тука да ја градат својата иднина, тука да инвестираат, тука да создадат семејство, да останат со своите најблиски. Превземаме обврска во нашиот план за живот во Македонија, во Охрид да ги заштитиме сите негови богатства, споменици, кои што се споменици од значение за целата Република Македонија. Со страв, со вознемиреност, граѓаните и на Охрид и на Македонија ги слушаат овие вести дека местото на Охрид во УНЕСКО е загрозено. Превземаме обврска да ги заштитиме и Охридското езеро, и Охрид, и неговата околина од криминалните проекти кои што го ставаат под знак на прашање неговото место во УНЕСКО. Имаме план кој што подразбира инвестиции во заштита на вистинското културно богатство, кој најповеќе се наоѓа токму тука во Охрид. Планираме да донесеме нов закон за заштита на спомениците во Република Македонија, кој ќе ја содржи целата листа на вистински културни богатства, и тоа ќе значи финансиска обврска за државата, тие културни богатства да ги чува и да ги предаде на следните генерации. По декември државата ќе работи во полза на граѓаните. Затоа предвидуваме сите институции каде што граѓаните ги остваруваат своите клучни права да работат двосменски до 20 часот. На тој начин ќе овозможиме сите граѓани да можат да ги остварат своите права без да излегуваат од работа, без да земаат слободен ден, без да го губат скапоценото свое време. На тој начин воедно ќе дадеме шанса и на администрацијата да работи без притисоци, да работи без страв, да работи знаејќи дека никој нема да биде отпуштен, а за секој ќе има шанса да си го сработи она што го добива од државата и од граѓаните како плата. Ќе укинеме партиципацијата и ќе обезбедиме бесплатно болничко лекување за сите граѓани во Република Македонија, затоа што сите знаеме дека болничките лекувања представуваат удар врз семејните буџети во семејства во кои што има ниски примања. Ќе обезбедиме квалитетни лекови кои што лечат, наместо лекови кои што се резултат на одредени бизнис интереси. Лекарите ќе имаат една и единствена цел и задача да се грижат за пациентите, а не да бидат писари, не да бидат бюрократи. Наместо да им правиме притисок со казни, како што сега се случува, тие ќе добијат поттик. На тој начин што во првите 6 месеци ќе ја зголемиме платата и на лекарите и на медицинскиот персонал за 15%, а нашата цел ќе биде двојно да бидат поголеми платите на сите кои што работат во здравство до крајот на мандатот. Така ќе си ги зачуваме и лекарите и специјалистите кои секој ден заминуваат од Македонија, ама така и на сите граѓани на Македонија ќе им обезбедиме пристојно и здравство кое што ги лечи, а не здравство кое што ги разболува. Ви благодарам.